Жените од Пеширово од обичен разговор за одредени проблеми со кои што се сретнуваат до конкретна акција го направија првиот чекор. Јас сум Илинка Величковска, село Пеширово, Свети Николско. Ради условите у селото што беа неповолни, улиците со кал, недоволно вода за пиење и за лични употреби, се здруживме комшика со комшика, па после сите заедно, па се здруживме со ГИШ, женска организација невладина од Свети Николе. Тие многу ни помогна, стапивме во контакт со институциите, со градоначалникот на општината и издействувавме асфалтирање на улицата до училиштето, бушотина, нов бунар, сега имаме доволно техничка вода, немаше пристапна рампа и тоа издействувавме. Направија пристапна рампа за инвалидски колички, за инвалиди. Јас се викам Величковска Елизабета од село Пеширово, член на ГИС жените од Свети Николе. Имам дете со посебни потреби и не може да се движи, за доволни сме до ова пристапот што го направија, за да може да се качи до школото. Се потрудивме да го направат ова, како што предложивме да го направат оваа рампа, сме задоволни од работата што ја направија, за да може да се качуваат. Сите што ќе се такви дете со посебни потреби или други инвалидни, за да може да се качат. Наредната година ќе ни биде во прв план за реконструкција на мостот во селото, што е чистење на реката во селото, паркнено уредување во селото, каде што ќе имаат катче децата да си играат. Исто така и жените каде што ќе имаат летниковец да се направи, нели, за да се дружат. Имаше предизвици, меѓутоа имаше силна волја кај жените да се направи чекор напред. Заедно со жените од селото и целото село собиравме петиција, потписи и ги доставивме до градоначалникот. Тоа беше за водата и водата е уклучена. Сега нов бунар има доволно вода, техничка вода е. Градоначалникот ни обеќа дека ќе направи оваа година уште една улица. Тоа е сега за сега и детско игралиште за децата да се направи. И сега бараме да се направи таа улица кај што живееме ние, за да не може да се вода со количката, не може да испадне од као. Ние секоја година од жените ги бараме кои се нивни приоритети и ги доставуваме до локалната самоуправа. Тие приоритети при креирање на буџетските програми барем дел да влезат во програмите за буџетите за наредната година. Заради тоа ние, заедно со женскиот кружок, како граѓанска иницијатива, работиме постепено да се решаваат проблемите во селото. Сакаме понатаму да издействуваме чиста вода за пиење, да издействуваме асфалтирани патишта во селото. Сето тоа да придонесе подобрување на условите на живот во кои што живеат жените од село Пеширово. Моментално задоволни сме што издействувавме да постигнеме нешто за нашата организација, за селото, за жените и за целото село. Заедно можеме се и заедно сме посилни, че единството и силата е кај жените. И во мало блиску до центарот, промената има женски глас. Жените од Клисурско мало за прв пат имаа можност да делуваат здружени и да се активираат во решавање на проблемите, односно да ги застапуваат проектите кои што ќе допринесат за решавање на нивните потреби. Оно што не натера да се здружиме да кажеме ајде да го смениме ова, се реалните проблеми и недостатоци со кои што се соочуваме ние како жени членки на заедницата. Ние решивме заедно нашиот глас да биде слушнат, заедно со поддршка со женско лоби, да доведеме некои прашања кои што ги мачат граѓаните за да се реализираат повеќе проекти и да се олесни секојдневието во општината.
Реализацијата на овој проект е од исклучително значење за нашата организација, затоа што допринесе за проширување на нашата теренска мрежа на локални активистки со 2 нови локации, и тоа овој пат во урбани средини, што истовремено беше и предизвик да се работи со жени кои што никогаш претходно не биле вклучени во процеси на јавно застапување. Еден од недостатоците со кои се соочуваме е непристапната инфраструктура. Тоа е мостот кој го поврзува населбата Клисурско мало и центар. Овде побарано е и поставена е рампа која што го поврзува мостот со пешачкиот премин. Овде исто така се наместени и клупи, бидејќи мостот е доста фреквентен и го користат и лица со инвалидитет, мајки со колички, повозрасни лица. Ова им овозможува полесно движење и одмор и похумани услови. За среќа, локалната самоуправа најде на разбирање и прифати дел од барањата. Некои од нив се и веќе реализирани. Беше прифатена мерката за еднократна финансиска помош за децата кои што прв пат започнуваат во прво оделение. Со ова покажуваме дека женскиот глас е битен, дека гласот на секоја членка во заедницата е битен. Со ова не завршуваме тука. Нашите проекти ќе продолжат и понатаму за одлестување на животот во заедницата. Ке бараме во иднина да бидат реализирани и останатите барања на жените од оваа заедница, а тоа е изградбата на тротоари и пешачки патеки на улицата Партизанска, исто така и поставување на хоризонтална сообраќајна сигнализација на оваа улица во која што има голема фреквенција, а колите се движат многу брзо, и поставување на сообраќајни огледала онаму каде што е најпотребно. Чекор по чекор промената станува реалност. Години сум соработувала со форумот на жените, со госпоѓа Сладјана, и она ми кажуваше, ме повика за акција Здруженска, каде ја прифатив и се здруживме, и во селото Боговиње направивме една група, бидејќи имавме многу барања. Понекогаш храброста е едноставна, да кажеш што ти е потребно, јасно и гласно. И на почеток имавме многу барања, ама се одлучивме на некои така поприфатливи, бидејќи кога отидовме кај градоначалник, тоа беше 2020 година, кога започна акција Здруженска. Побаравме да се постави жица овдека, сакавме исто вака еден кутек, ама не го запишавме тоа во барањето. Тоа го постигнавме така преку едната жена што беше вклучена тука у општина. Многу сме захвални и многу е користен од страната на жителите, не само на село Боговиње, туку и од околните села на целата општина. Përshëndetje, unë jam një nën shumë e kënaqur nga ky vend i bukur që është ndërtuar këtu. Unë vi shpesh me fëmijët e mi, luajnë të qetë, në rahati, kanë siguri. Është menduar shumë gjë e mirë kjo, që ata të jenë të sigurt. Ka edhe andej është venduar një tel i cili ndalon fëmijët duke vrapuar, mos dalin drejt në rrugë, e cila është shumë e frekuentuar. Teli është dikund edhe më nalt. Pastaj i lanë fëmijët edhe këtu më të qetë, dalin. Unë vi shpesh këtu, marrë edhe familjarët gjyshrit e fëmijëve të mi, i marrën edhe ata vetë dhe jam shumë e qetë për këtë gjë, se i liroj në siguri, janë të sigurt në këtë vend. Është shumë vend i menduar mirë dhe shpresoj që do të ketë edhe projekte të tilla ende më shumë. Баравме и лежечи полицајци и тие успеавме да ги ставиме, и поради безбедноста на брзото возење свативме дека заеднички може да успееме, и како што видовте успеевме. Сакаме и да продолжиме со барање, да ни стави жица покрај ова шеталиште, бидејќи од една страна е патот, од другата страна е река. Кога безбедноста се подобрува, животот повторно се враќа во јавниот простор.